заменик министер, ама повторно се вртиме околу тоа кое што двајцата го заклучуваме. Не е доволно само на зборот на представници од Министерството за финансии, кој што во случајов е и предлагач на законот. Да, секогаш ги користите тие луксузни видови на сирења, на перки, најколи, не знам како е понатака, затоа дозволете граѓаните да направат увид. Ако се само тие луксузни сирења, дајте да видиме дали се за тие луксузни сирења или за оние сирења кои што се во секојдневната употреба на граѓаните. Заслужуваме тоа да го видиме сите. Затоа што вие можете да речете дека тие специфични видови на сирења да ги поистоветиме дека и можеби пелетите се специфичен извор на затоплување на граѓаните, ама од 5 на 18%. 50.000 домаќинства се грееја на пелети. Затоа ви велиме, за да нема такви несакани действија, да, верувам дека се и тие луксузни видови на сирење и така натаму, но не може да си 1500 видови такви луксузни. Нема 1500 луксузни видови во државата. Затоа објавете ја листата, ве молам додека почне пленарната седница, за да имаме можност дури на самата пленарна седница да интервенираме на начин на кој што дозволува Собранискиот деловник. Ви благодарам.